започнаа уписите? Каков е интересот? Доаѓаат ли родителите кои што имаат глуви и наглуви деца да побараат информации за запишување во основното и во средното образование? Знаете, во секоја календарска година, крајот на втората половина на месец мај, обично се случуваат уписите за децата во основното образование, имајќи во предвид дека основното образование се разликува, затоа и се вика и посебно образование од редовното образование за децата кои што немаат слушно оштетување. Ние имаме во државата само една установа, тоа е Заводот Кочо Рацин Битола. Таму се школуваат децата со оштен слух и говор и наглови деца. Меѓутоа, последните неколку години излекува како да нема интерес за школување на овие деца. Причината е очигледна, бидејќи родителите своите деца се трудат да и замислуваат дека ќе им биде подобно во средината од каде што живеат, во училишта, во редовни училишта, без да размислат дека еден ден тоа може да биде кобно за нивните деца. Да се разбереме, зборуваме за инклузивно образование. Често пати сега на голема врата спомнуваат дефектолози. Да, се ворат и јас сум за инклузивно образование, но до која мера? Секое дете, секоја попреченост не е да биде вклучено во редовното образование. Бидејќи за глувото дете, дали и за слепото дете да го земе во предвид, тие деца има посебен начин, посебен систем на образование, значи. Во Заводот Кочо Рацин работат луѓе кои што со години имаат искуство, се студирале на факултетот за дефектологија во Белград, завршиле сурдодефектологија. Под сурдо се подразбира, тоа е проблематика која штангира од областа за глувото и наглово дете, значи. И тие најдобро ќе може да одговорат на предизвикот за глувото дете. Тоа дете ќе може во таа средина доста добро да се етаблира. И понатаму во животот кога ќе се судри со проблеми кои што го тиштат и проблемите на секој од нас, нели, што немаме слушно оштетување, тогаш ќе биде доволно добро и тоа дете ќе знае да се носи со средината. Многу пати сум кажала и на родителите, еве има примери за родители кои што доаѓаат, кои ќе прашаат, меѓутоа ретко кој од нив се решава да го прати своето дете на школување во Битола. Бидејќи ние во државата имаме само таа установа. Многу родители ќе кажат, ама зошто да не биде да речеме во Струмица, да нема во Штип. Тие не размислуваат дека за школување на овие деца е потребно посебна апаратура. Тоа училиште веќе со години, значи се извинувам, далечната 45-та. Замислете колку години, колку глуви деца и наглови деца се едуцирали низ тоа училиште поминале. Стекнале одредено знаење за животот пред се, да се разбереме. За глувите деца и за повозрастните, најбитен детал и најважно е тоа дете да биде описменето.